Здраво на сите. Пред се фала Сандра на поканата. Кога мислев на која тема да зборам, мислам дека ќе беше доста интересно, пошто прв пат работам во компанија кај што дизајнот е ставен на преден план како бизнис стратегија во компанијата. И сакав да малце филозофски тоа да го објаснам, а исто имам и пример кај што може полесно да се свати точно што значи да се користи дизајнот како првична бизнис стратегија. Океј, као што ме најави Сандра, јас сум Ристе, околу 20 години работно искуство, првите 10 години работев во Македонија, после 10 години се пресели во Шведска, таму работев за компанија што се викаше Truecaller, која ви звони познат број, ви покажува, не знам, Миле Плочкар. Доста помага. После тоа премина во компанија кај што една од најголемите стриминг компании во Скандинавија, рачунете како Netflix, ама и спортови уживо. Од пред година и пол работам во Ubiquiti, тоа е американска компанија, се базира на хардвер, но има канцеларии на секаде во светот. Само мала најава за компанијата, претпоставам повеќето од вас немате слушнато. Значи, Ubiquiti е позициониран во целата таа IT индустрија, каде што се, нели, рутери, свичови, модеми, таа индустрија со тек на времето историски никогаш не била предводена од дизајн. И сега Ubiquiti доаѓа на пазарот да го disturb, како се вика, да го разниша малце со друг mindset. Океј, ќе понудиме како првично ќе биде дизајн како првична стратегија. И тоа е мотото, да го размислиме целиот IT екосистем. Компанијата е основана од 2003 од Роберт Пера. Факт за Роберт, пред да основи компанијата, он има работено во Apple со Стив Џобс, со Џони Аив, со Тони Фадел. И он ја има земено тоа искуство и го има пренесено во неговата компанија. Има многу сличности тоа како работел Apple тогаш и како ние работиме во Ubiquiti. И тоа може да се види од производите, од начинот на работа и од целата бизнис стратегија. Дури некои не споредуваат баш буквално како Ubiquiti е Apple во IT. Како што кажав, глобална компанија, околу 20 канцеларии низ светот, Нью Йорк, Јута, Мемфис во Америка, во Стокхолм, Рига, Латвија, Чешка има неколку канцеларии, Холандија, хардвер делот е повеќето во Азија, Бејџинг, Тајпеј, Тајван и Кореја. И вкупно компанијата има над 400 хардверски производи. Ќе ги поминеме на брзина колку да имате осет за што се работи. Исто така има и многу cool домеин. Проверете го вебсайт. Значи, ова е селекција од некои од најпознатите, да кажем, категорија на производи. И уште тука можете да видите колку вложува во самиот дизајн. Значи, самиот хардвер на рутер, самиот интерфейс кога го користите, се мора да биде направено до перфекција најдобро што може. Значи, сакаме ние рутерот што го имате, нели, да не биде и црниот со антени, па да го криеме, да не се гледа, туку тоа да биде нешто што може да го ставите вие на вашата ТВ комода, исто така има и дисплеј што може да видите колку ви е брзината, колку уреди се уклучени и слично. Меѓутоа, исто и се многу добри на перформанси, значи нема компромис за перформансите. Друг продукт, исто познат е свичовите. Сега не знам како да наједноставно да ги објаснам, како свичови се како патишта и семафори кои контролираат кој има предност, кој ќе добие интернет, кој има забрана каде да оди. Ова е повише како за големи, средни и големи компании. Wi-Fi уредите, од огромни Wi-Fi од огромни Wi-Fi уреди што
пуштаат интернет на цели стадиони, канцелариски нели бифи уреди кај што имате дисконтарите, и се тоа е поддржано со убав кориснички интерфејс кај што може да го IT менаџерот да го менаџира и да го контролира. Безбедносните камери и физичката безбедност е исто голем дел од Ubiquiti. Напредни технологии, читање со AI, препознавање, не знам, најдете ми кој човек со црна мајца, црвено капче, слично. Не знам како да ги преведам, вие сте као читачи на врата, многу едноставни за користење. Само идете, ги допирате и вратата ви е отворена. Премиум аудио опрема, ова е нова линија на продукти во бизниси како што нели звукот е битен елемент, хотели, ресторани, кај што сакате да имате премиум звук и нема да има мешање од различни или еко. Дури до електрични полначи, кај што цели компании може да ги користат за нивните возила. И сега кога ќе размислите, ова е цел комплетен екосистем на производи што се многу пазливо дизајнирани да функционираат меѓу себе. Че вие доаѓате со вашето возило, камерата ви ја чита регистричка таблица на колата, ви ја отвара вратата автоматски, си доаѓате, го паркирате возилото, го ставате да се полни, стискате на едно копче, почнува да се полни, влегувате у канцеларија, се допирате со Apple сатот или телефонот, ви се отвара вратата. За да се уклучите на канцелариското Wi-Fi, има едно копче, само се стиска Wi-Fi, нема кој е пасвордот и такви работи. Многу едноставно за користење за IT менаџерите, ама и за самите вработени. И сега сакам ова да го разнам што значи како дизајн, како бизнис стратегија. Значи, со тек на времето, дизајнот, обично и дизајнерите, сме се луѓе што нешто прават, таа е убаво, да изгледа убаво нешто. Никогаш не било стајано како преден план, окей, дај да направиме некој производ или нешто врз база на дизајнот. Сега тоа се менува со тек на време, ама се уште компаниите го гледаат дизајнот како дел од процесот, а не првична идеја. Значи, дизајн како бизнес стратегија е да се земе дизајнот и да се издигне на едно малце повисоко ниво, кај што не е више како изгледа, туку поише е прашањето како работи и зошто го правиме ова. И сето тоа мора исто да се усогласи со компаниските и бизнисните цели. Значи, како ова што го правиме ќе влијае на нашиот бизнис. Дали тоа ќе влијае на носење на нови корисници, поише пари, дали тоа ќе влијае на помагање да се намалат повисиците на техничка поддршка. Сите тие одлуки мораат да бидат врзани со бизнисот. Исто така и во Ubiquiti има филозофија која ние веруваме дека ако направиме доволно добар производ, кој што е лесен за користење, немаме потреба, производот ќе се продава сам по себе и така и функционира. Немаме ние одел од продавачи, селс луѓе кои што нели се јавуваат, продаваат, немаме маркетинг кампањи, самите производи се продаваат што се вика сами по себе и преку муабет луѓе што ги користат. Сакав исто да споделам дека има малце поразлична дизајн култура од секаде кај што имам работено претходно. Што значи тоа? Значи, дизајн културата прво иде од самиот врв. Значи, нашиот CEO е дизајнер, многу разбира дизајн и тоа го цени. Значи, од самиот врв имате култура кај што дизајнот е у преден план. Нема многу голем тим, не сме на 50-100 дизајнери, мислам дека сме околу 20 на дизајнери, UX, за што е многу мал за таа големина на компанија. Но сите дизајнери се таму со 10, 15, 20 годишно искуство. Значи нема практиканти, нема джуниори, сите се сениор дизајнери. Што дозволува, например, кога имате сениор дизајнер, имате малце по друга култура.
Тоа значи дека кога се работат проектите, поише се верува на интуицијата на самите дизајнери. Значи сите дизајнери таму ги користиме продуктите секојдневно. Сме од една страна како корисник на нашите продукти. И кога ги користите продуктите и со самото искуство од претходно што имате стекнато, многу полесно може да видите вие каде има грешки, каде може да се поправи самото корисничко искуство. Се интуиција не е нешто, не знам, супер мок или нешто, тоа е само со тек на време и со тек на искуство, вие собирате и препознавате патерни од грешки, ваши грешки на други. Да, значи сите дизајни таму се базираат на интуицијата. Што значи тоа? Значи сите дизајнери се поише фокусирани на крајниот производ. Немаме стандардни процеси кај што следиме, мора да има, не знам, двоен диамант, ресерч, дали е агилен процес или каков да е процес. Секој е оставен да работи како што мисли најдобро. Да, се користат некогаш и правиме истражување, се користи GPT поново да се направи истражување, се користат различни канали да добиеме информации од корисниците, дали преку Reddit, дали преку различни комјунитија, дали преку support тикети. Но нема класичен процес кај што мора ова да се помине за да се направи некој дизајн. Секој остави на себе. И се што се мери, не се мери, например, колку екрани имате у Figma или како ви е направен дизајнот, се мери што ќе излезе кај корисникот во раце и дали тоа е добро. Сега сакам да земам еден пример кај што можеме да го поминеме како ние одлучивме и да ви направиме тие некои дизајн одлуки, кај што гледав да е малце полесен да сватен, да не отидеме премногу у детали. Али еве да земеме еден проблем, го викаме шпагети мрежни кабли. Значи имаме еден рак, не знам како на македонски се рак, ама рак уред кај што има свичови, рутери, модеми и такви работи. И сега замислете, вие сте некој IT менаџер или инженер и ви се јавува колега и вика имам ја проблем кога го уклучувам мрежниот кабел, нешто ми стецка интернетот, ми се гаси, мора да се провери. Сега иде се симнувате вие или идете кај овој рок и гледате шпагети од кабли. Не знаете сега како да кој кабел треба да го исклучам, што да направам. Некојаш може ставиле лепенки, го обележале, некојаш не, некој може го исклучил. Тука проблемот е очигледен, значи нема потреба ние тука да правиме истражувања или тестирање со корисници, знаеме дека имаме проблем и како да го решим. Ако направи корисникот грешка, значи да исклучи погрешен кабел, да се моли да не е на шефот кабелот или во некој индустрија кај што е, не знам, здравство или финанси, исклучување на кабел може да значи, не знам, да падне системот за неколку секунди, минути и тоа да биде проблематично за самиот бизнис. Кога размислувавме ова, сакавме да направиме, како можеме да најдеме решение кај што ќе биде многу лесно корисникот да препознае кој кабел или кој уред е уклучен на кој кабел и да направи одлуката. Исто така, кога правиме решенија или кога почнуваме продукти, секогаш гледаме да покриеме две приказни. Едната е корисничката приказна, што сакаме ние да му помогнеме на корисникот и да решиме, а втората е маркетинг приказната, што е исто клучен дел кој имате бизнес стратегија. Како овој продукт, дизајн, експириенс што го правиме, како ние ќе го продадеме или ќе го маркетираме на корисниците. И сега тоа некојаш не може да биде маркетирано, или ако направите некоја оптимизација на форма за регистрација, не може да имате маркетинг приказна, пошто да, сте оптимизирали формата, ама окей. Кога работевме со тимот и излегуваме со идејата која крстиме Etherlighting. Тоа е комбинација од два збора, интернет и lighting. Идејата беше што ако, значи, претходните свичови има две сијалички, светеа зелено и жолто, само кога има
сообраќај, дата сообраќај во нив. Ние го размислиме и рековме што ако самите порти имаат вградено RGB светла. Со тоа ќе ни отвори многу можности ние да комуницираме со корисникот и да му обележиме на корисникот која порта треба он да исклучи или да уклучи или да смени. Отвори уште нов начин на визуализација како можеме да комуницираме со корисникот. Идејата беше да имаме многу лесен менеджмент на кабли. Значи, корисникот доаѓа на мобилната апликација, одбира одреден уред, клика и тоа се обележува на портата. Свичовите меѓу себе комуницираат, да знаат да ги исклучат сијаличките, која да ги обележи. Може да се прават различни комбинации, покажете ми ги сите камери, покажете ми ги сите по брзина, корисникот да си одбере да си лоцира специфична порта. Тоа исто помага ако некој не е на самиот терен, да му се јави на колегата и да му рече окей, исклучи го кабелчето што свети црвено, вклучи го сега што свети розово, и е многу лесно. Од друга страна му дава сигурност на корисникот дека тоа е вистинската порта што треба он да смени. Сега навидум изгледа многу лесно, така имате апликација, си бираме боичка, стискате сейф и тоа се функционира. Меѓутоа у пракса не се работите толку едноставни. Како што почнавме со проектот, окей, сите се согласуваме да тоа е решението, сакаме да идеме напред. Почнуваме со тоа што го правиме у Figma, првичните дизајни и се почнува со работа. Сега тука има многу комуникација помеѓу софтвер делот, UX дизајнерите, хардвер делот, маркетинг делот е исто умешан. И првата итерација беше, работиме со програмерите, со девелоперите, они викаат окей, ќе се одбере бојата и ќе кликне корисникот зачувај и ќе се смени бојата. И ние тука се запрашуваме, окей, дали е ова најдоброто корисничко искуство, што можеме да го добиеме? Решивме дека сакаме да се менува бојата додека корисникот го мрда слайдерот на селекторот за боја. Сега тоа донесе до дополнителни имплементации на хардвер и софтвер. Мораше да се користи Bluetooth технологија, кај ќе комуницира многу брзо за таа промена да биде инстант за корисникот, да нема чекање или да клика на зачувај па да види бојата. Истиот случај сакаме да го постигнеме ако корисникот е ремоут или на друга локација, меѓутоа тука имате технички проблеми, или тоа иде преку клауд, облаците, па се пушта, па имаше една секунда каснење и сега корисникот кој ќе почне да шета низ боите, тоа касни и почна да светка наеднаш. И со каснење 10 секунди како нова година. Добро, и нека ќе речете, окей, нема да биде баш кој ќе го отпушти маусот од пикерот, тогаш ќе смени бојата. Значи, нека ќе попуштите на девелоперите, за да иде процесот понапред. Исто така, размислувавме за тој вау фактор, што сакаме да го постигнеме. Тоа нема многу влијание на кориснички аспект, меѓутоа влијае многу на бизнисот и на маркетингот. Додека, не знам, овие уреди не се користат, умеѓу време има како дишење на боите или менјава различни градиенти за тоа да изгледа убаво и привлечно за око. Значи, некој кој ќе го види на конференција, некој кој ќе го види, изгледа баш онака вау, различно. Исто така, од кога го имавме више крајните прототипи, и кога го тестиравме, заклучивме една многу клучна работа. Тие кабелчиња што се уклучуваат од тие порти се обично темна пластика и тие го покира целото светло што идеше од портата. За да имаме онака баш врвно корисничко искуство, решивме да направиме посебни кабелчиња што ќе функционираат за овие свичови.
Тие кабелчиња се со премиум квалитет, се со тенко кабелче за да не смета на светлината и се многу флексибилни за да може лесно да се вклучуваат од еден во друг. Но најбитниот дел беше оваа пластиката кај што е направена од матирана пластика, frosted, не знам како да кажам, смрзната пластика, и улогата на таа пластика е да го задржи светлото натре. И кога ќе гледате, например, кога ќе се запалат, изгледа како целото джекче, тоа кабелче дека свети. Изгледа многу прилично за око. Сега да се навратиме исто така на таа вториот дел, маркетинг приказната. Тоа е исто битен дел кога работите дизајн и бизнес стратегија, како тоа ќе го представи на корисникот. Значи тоа мора да биде прикажано многу едноставно и многу лесно сватливо. Корисникот, муштеријата да види и да рече да, ова е тоа, сваѓам што е проблемот, сваѓам што е решението. Овие реклами се исто инспирирани од, не знам, кој ги памти тие, може постарите ги памтат, имаше од Apple реклами Mac против PC, кај што, нели, моментално ние сме UI, Cool Guy, не знам како се каже за Hugo од The Boys, кој сте го гледале. Значи тоа е Cool Guy, овие двајцава се како, нели, индустријата, постарите компании што уште го има стариот модел на работење. Сега може да пуштиме една минутка рекламата. Само дали окей. Окей. Да, значи може да погледнете на веб-сайт рекламата, ама идејата е на брзина, можам да ви ја раскажам. Доаѓаат луѓево и тука, усвари, Хуи им објаснува, окей, можете да кликнете тука, да ги видите кои се уредите и тоа моментално функционира. Например, може да се види кој уредот што трепка, што сака да го најде, може да ги најде, покажи ми сите порти што се уклучени камерите, може да видите дел како изгледа тоа на апликацијата. Прилично едноставен интерфейс на апликацијата, меѓутоа, како што кажав, има премногу детали што се случуваат у позадина за тоа да функционира баш онака инстантно и убаво. Сега, како овој дизајн, иновација создава бизнис вредности глобално? Значи, пред се, прво, кој првичен плат е, го решава конкретен кориснички проблем што има. Значи, корисниците тоа ќе го видат, ќе го запамтат и прилично им е јасно, да, Ubiquiti мене ме сваќа и го сваќа проблемот и ми помага. Значи, кога тоа корисните го памтат, после тоа они, например, ќе земат и други уреди и целиот екосистем ќе се расширува. Втора предност од овој дизајн е што нашиот продукт го стави да биде малце поразличен од другите. Самата иновација, самиот дизајн направи некој елемент кај што корисникот више нема да споредува само перформанси, бројки. Значи, кога ги гледате сите овие свичови, сите изгледаат како исти кутии и се мерим ова е 10 гига, ова е 100 гига, чисто само мериме спецификации. Меѓутоа, кога имате нешто плюс фактор, ве дава да се истакнете малце поразлично од другите. Тоа ви дава голема предност над конкурентите.
тие кабелчињата што ги направивме за нели да биде пубаво да се гледа светлото, стана нов дел од нова линија на додатоци што се продаваат. Значи отвори нов оддел на прилив на пари. Дури од 90% што ги купуваат овие свичови, ги купуваат тие кабелчиња. И тие кабелчиња се исто направени со премиум квалитет, со тоа што уште додатно го зациментирува имиџот на компанијата како премиум и водечка во иновација. Исто така голем одел имаше на имиџот, како што кажав, ја става компанијата како иноватор, како нешто што досега не било направено, како водечки во индустријата. И исто изгенерира многу голем органски маркетинг материјал. Значи многу од овие YouTube инфлуенсери, текст ревјуа ги постира видеата што беше не секојдневно за ваков тип на уреди. И ако видите повеќето од овие видеа што се на сликите, сите се фокусирани на интерлайтинг. Многу малце се, битни се перформансите, цената и продуктот, но пак овој дизајн или ова иновација стана у преден план на целиот тој маркетинг хајп што се крена. Сега за на крај можам да неколку совети да споделам за дизајнерите од моје искуство. Значи пред се верувајте на вашата интуиција. Значи знам дека повеќето или полот тука почнувате, малце може да ви биде чудно, да не бидете сигурни во себе. Меѓутоа ако има нешто што мислите, сигурно има нешто што може да подобрите. Се смени малце времето кај што се мора да биде валидирано од дата, докажано, покажано. Меѓутоа пазете да не се заглавите во некој круг кај што цело време мерите едно исто и го мрдате копчето погоре, подоле, лево, десно, плаво било, зелено било и мрдате некој процент. Значи некојаш треба малце да се верува на самите чувства и за да има иновација во вашите дизајни. Фокусирајте се на резултатите, не само на процесот. Многу од дизајнерите го ставаат процесот у преден план. Значи, како нели се правило истражување, па нели се црта со тенкоминци, се слика тука со капучино, колку екрани има направено во Figma. Тоа, верувајте, во бизнис делот многу малце луѓе ги интересира. Може само на други дизајнери да им интересно. Значи, многу фокусирајте се на крајниот производ. На крај крајава тоа е тоа што вас ќе ве оцени како дизајн пред вашиот вработен. И дури во CV-то многу е по-битно кога ќе пратите вистински продукт и речете ја го работев ова, а тој продукт сте горди дека изгледа така како што е. Размислувајте на целото искуство на продуктот. Значи, се како функционира во целиот екосистем, како се поврзува со други продукти. Може би мојот пример е малце поразличен, дека се работи со хардвер, ама исто може да функционира и ако работи само апликација за софтвер. Значи, дали вашата апликација се користи надвор, дали се користи додека корисникот е у канцеларија, под каква светлина, дали се користи кога е дома. Се тоа може да влијае на вашите дизајн одлуки. Значи, мислете малце по-надвор од екраните во Figma. И нели за на крај секогаш застапувајте и корисниците. Ако мислите дека нешто може да се подобри и да се подобри искуството на тој корисник, секогаш тука нема, мислам, тука е јасно дека добриот кориснички интерфејс секогаш ќе води до добар бизнис. Тоа е се денеска. Фала.